Одговорите на македонската влада до официјална Софија за деблокада на интеграциите се чуваат како државна тајна. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи ниту пред пратениците не открива за што се договараат со бугарските челници, а уште помалку на какви отстапки е подготвена македонската страна. Се правда дека во оваа фаза испратените документи биле само нон-пейпери и не се преговара за идентитетските прашања, ама призна дека апетитите на бугарските групации сепак го барале да се стави на маса. Ниту еднаш не беа загрозени нашите државни позиции, особено за најчувствителните прашања. Преку интензивна и активна дипломатска активност, ниту еднаш не се доведовме во ситуација да мораме да одбиеме предлог од страна на меѓународните партнери, што секако барем ја израмни нашата асиметрична предност, односно инаку асиметричната предност на Република Бугарија како веќе земја членка. Во исто време, колку што беше можно, создадовме единство и внатре, во државата. Председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски му возврати на Османи дека национален консензус не се гради на позиции кои не се откриваат пред јавноста. Му порача дека тенка е линијата меѓу разговори и преговори. Министерот Османи збореше да изградиме заеднички позиции. Збореше за зрелост, за почит и за меѓусебна доверба. Како ние да имаме доверба како пратеници, кој што ги избрал народот, пратениците ја избрале владата, а владата не сака со нас да сподели еден нон-пейпер кој што во декември бил испратен во Софија. Како да ги изградиме тие позиции во кои што вие сте го напишале вашето мислење, стручно лице го дополнило тоа мислење, а вие не ни давате ниту право, ниту доверба како пратеници да дадеме сугестија за тој нон-пейпер кој што сакаме да биде во согласно со декларацијата која што ова собрание ја усвои. Нас државата ни дала полна доверба со тоа што ни дала државни сертификати да имаме достап до секоја државна тајна. Пратеникот од ВМРО ДПМН Александар Николовски од говорницата во парламентот потсети дека поранишните премиери на двете држави, Заев и Борисов, имале договор кој бил комплетно насочен на штета на македонските интереси. Николовски вели дека ветувањата за добивање датум во јануари се докажаа како лажни. Суштинското прашање е зошто актуелната политичка елита дозволи да ова стане прашање број 1 покрај во билатералните односи и во државата. Значи, отворете вести, поразговарајте со луѓе, прашање број 1 се овие односи, што не е од корист нити на државата, нити на луѓето кои што живеат во државата. Бурната дебата во Собраниската комисија за момент доби и етнички предзнак, откако опозицијата го обвини Османи дека власта нанесува штета на сите македонци, потпишувајќи штетни договори со соседите, на што реплицира ОДУИ дека се ширело говор на омраза. И морам да признам дека не можам да не говорам со емоции, затоа што прашањава за кои што денеска зборуваме, односно имам лош обид за зборување, ме задираат мене како македонка. И не задираат со години од како сте вие на власт нас македонците. Во вашите говори ништо не направивте, само го омаловажувавте министерот поради еден единствен факт, бидејќи тој е албанец. Ова може да ви боли. На следниот состанок на комисијата Милошовски инсистира Османи да образложи што се преговара со Бугарија.